Преп за превенција од ХИВ, што треба да знаете пред да започнете. Што е преп? Преп, предекспозицијска профилакса, е лек што го земате за да спречите ХИВ. Содржи две активни состојки, тенофовир дисопроксил и емтрицитабин, во една таблета. Земен според препораката, тој спречува ХИВ да се размножува во вашето тело. Истражувањата покажуваат дека земен правилно, преп е многу ефикасен во спречувањето на ХИВ. Пред да започнете, клучните точки. Треба да бидете ХИВ негативни за да започнете. Вашиот лекар ќе го потврди тоа со тест пред да започнете, а ќе бидете тестирани повторно редовно додека сте на преп. Преп е многу ефикасен кога се зема според препораката. Истражувањата покажуваат дека дневниот преп го намалува ризикот од добивање ХИВ преку секс за повеќе од 99. Мал број луѓе ширум светот добиле ХИВ додека биле на преп. Овие ретки случаи обично вклучувале или резистентен сој на вирусот или недоволно лек во телото. Земањето според упатствата е она што го прави ефикасен. Преп штити само од ХИВ. Не штити од други сексуално преносливи инфекции, СПИ, како сифилис, гонореја или хламидија. Кондомите го намалуваат ризикот од нив, а редовното тестирање за СПИ е дел од земањето на преп. Преп може да влијае на вашите бубрези. Ретко може да дојде до намалување на филтрацијата на бубрезите. Ова влијание обично е мало и се враќа кога преп ќе се прекине. Кажете му на вашиот лекар ако сте имале проблеми со бубрезите или земате други лекови што влијаат на бубрезите. Вашиот лекар ја проверува функцијата на бубрезите пред да започнете и на вашите редовни прегледи. Има мало влијание врз густината на коските. Кажете му на вашиот лекар ако имате остеопороза, кршливи коски или фамилиарна историја за било кој од нив. Вашиот лекар ќе го провери вашиот статус за хепатитис пред да започнете, бидејќи лековите во преп делуваат и на хепатитис Б. Кај некои луѓе се јавува благо стомачно нелагодство на почетокот, гадење, надуеност, поретка столица. Ова обично се смирува во првите неколку недели. Редовните прегледи се важни. Планирајте целосен скрининг за сексуално здравје и контролен преглед кај вашиот лекар на секои 3 месеци. Ако во кое било време развиете симптоми што ве загрижуваат, разговарајте со вашиот лекар. Како да го земате преп, како ќе го земате преп зависи од видот на секс што најчесто го имате, бидејќи на лекот му треба различно време за да достигне заштитни нивоа во различни ткива. За геи и бисексуални мажи што имаат анален секс. Тука постојат две опции и двете функционираат добро. Дневен преп започнување. Почнете да земате една таблета секој ден. По околу 3 дена дневни таблети, заштитени сте за анален секс. Ако ви треба заштита побрзо, можете да земете 2 таблети заедно како вашата прва доза, која достигнува заштитни нивоа во рок од околу 2 часа. Потоа продолжете со една таблета секој ден. Продолжување, земајте една таблета секој ден. Не мора да биде во исто време секој ден, иако одредено време го олеснува паметењето. Прекинување. Продолжете да земате преп по вашиот последен анален секс, една таблета 24 часа потоа и една таблета 48 часа потоа. Тие 2 дополнителни дена ги одржуваат заштитните нивоа за да покријат каква било неодамнешна изложеност. Потоа сте завршиле. Преп по потреба 2-1-1. Дозирањето по потреба е добро проучено кај геј и бисексуални мажи што имаат анален секс. Во студијата ЕПРГ тоа го намали ризикот од ХИВ за околу 86, што се зголеми на околу 97 во студијата за следење кога се зема правилно. 2 таблети заедно 2 до 24 часа пред секс. 1 таблета 24 часа по таа прва двојна доза. 1 таблета 24 часа по тоа 48 часа по почетната доза. Ако сексот продолжува неколку дена, продолжете да земате една таблета на секој 24 часа и земете ја вашата последна 48 часа по последниот пат кога сте имале секс. Клучни точки. Дозирањето по потреба функционира само со тенофовир дисопроксил емтрицитабин, ТИФЕФЦ, формата на преп, Труведа и неговите генерици. Поставете аларми за таблетите на 24 и 48 часа. Најчестиот начин на кој дозирањето по потреба пропаѓа е заборавањето на дополнителните таблети откако сексот ќе заврши. Тие дополнителни таблети се заштитата. Ако живеете со хепатитис Б, преп по потреба не е соодветен за вас. Дневниот преп ќе биде најдобар.
За луѓе што имаат вагинален или неовагинален секс, жени, хетеросексуални мажи и луѓе со транс искуство. За рецептивен вагинален и неовагинален секс, дневниот преп е препорачаниот начин на земање. На тенофовирот му треба подолго време за да достигне заштитни нивоа во овие ткива отколку за анален секс, па дневното дозирање ја дава најсигурната заштита. Започнување, земајте една таблета секој ден. По околу 7 дена дневни таблети, имате заштитни нивоа за вагинален и неовагинален секс. За разлика од аналниот секс, брз старт со двојна доза не го скратува ова, па дозволете му ги полните 7 дена. Продолжување, земајте една таблета секој ден. Прекинување, продолжете да земате една таблета секој ден 28 дена по вашиот последен пат со ризик. Подолгиот период ги одржува заштитните нивоа за да покрие каква било неодамнешна изложеност. Бременост и контрацепција. Ако може да забремените и имате секс без кондоми, имајте на ум дека може да забремените, размислете за контрацепција ако не се обидувате. ТФФ формата на преп се препорачува како погодна за продолжување додека се обидувате да забремените, за време на бременоста и додека доите, а сегашните упатства не ја сметаат за пречка за создавање семејство. Ако сте бремени, планирате бременост или доите, кажете му на вашиот лекар. Дозирање засновано на настан, понова опција за разговор со вашиот лекар. Дневниот преп е стандардната, препорачана опција за оваа група. По новите меѓународни упатства, БЕШ, Велика Британија, 2025, исто така поддржуваат дозирање засновано на настан за некои луѓе што имаат рецептивен вагинален или неовагинален секс. Ова се уште не е стандард на секаде, па покренете го и испланирајте го со вашиот лекар наместо да започнете самите. Ако сте рецептивен, пасивен партнер, поддржаниот распоред е 2:7, 2 таблети 2 до 24 часа пред секс, потоа 1 таблета секој ден 7 дена по последниот пат кога сте имале секс. Ако сте инсертивен, активен партнер, поддржаниот распоред е 2:1:1. Дозирањето засновано на настан функционира само со ТФФ формата. Редовен преглед. Како дел од нормалната препрутина, ќе го посетувате вашиот лекар на секои 3 месеци. Ова е за нов рецепт, целосен скрининг за сексуално здравје и проверка на бубрезите, а е и добра можност да разговарате за какви било несакани ефекти. Посетете го вашиот лекар. Преп е лек на рецепт. За да дознаете дали е вистинскиот избор за вас и која опција одговара на вашата ситуација, разговарајте со лекар или клиника за сексуално здравје таму каде што се наоѓате. Закажете преглед ако развиете симптоми што ве загрижуваат, ако мислите дека сте можеле да бидете изложени на ХИВ без воспоставена заштита, или ако ви е време за вашиот 3-месечен преглед. Овие информации се од општа природа и не се замена за персонализиран медицински совет. Преп е лек на рецепт. Разговарајте со вашиот лекар за тоа дали е вистинскиот избор за вас. Др. Џорџ Форгансмит, лекар по општа медицина.